Од 3 до 7 дена е просечниот период кој му е потребен на секој човек за да се навикне на промената од зимско на летно сметање на времето и обратно. Експертите од оваа област појаснуваат дека овој период за привикнување е вообичаен, но кај некои поединци може да трае и подолго. Иако часовникот покажува ново време, нашиот организам се уште очекува да заспиеме и да се разбудиме според претходниот распоред, поради што оваа нагла промена, иако е само 1 час, може да почувствуваме замор, потешкоти со концентрација, па дури и промени во расположение кај децата и кај оние поединци кои што имаат проблеми со спиењето. Овој процес може да трае подолго, многу зависи од поединецот, но од прилика 3 до 7 дена му се потребни на телото за да се навикне повторно на новиот биоритм. Експертите при секоја промена на стрелките на часовникот постојано укажуваат дека промената на времето има не само здравствени ризици, туку и последици врз економијата. Во однос на временските зони, во која Македонија е во иста група со поголем дел од западноевропските земји како што се Италија, Шпанија и Германија, но не е во иста временска зона со соседните Грција, Бугарија и со Турција, Ѓорѓева вели дека на луѓето тоа не им променува многу во однос на временските разлики, бидејќи последиците се најзастапени во бизнисот. Најмногу трпат овде, да кажам, работата и бизнисот, бидејќи кога работиме со земји кои што ние имаме многу голема соработка со настанатите земји, кои работиме со нив, кога времето не е прилагодено, најмногу тука може да се осети таа промена. Граѓаните имаат поделени мислења. Дел од нив се за да остане зимското сметање на времето, дел дека треба постојано да сме со летното сметање на времето. Дел од анкетираните се пожалија дека промената им влијае лошо на здравјето, други дека не чувствуваат големи разлики. Со ова сега што е подобро. Со тој другиот многу рано треба да станеш и многу рано треба да спиеш. Да биде едно цела година, и летно Да ни биде зима. само променува тоа нешто околу здравјето, чувствувате замор при промена на време? Не. Мене пошто не ми прави проблем, не ми прави разлика некоја. Па зависи од човекот. Да не идеме саат напред. Да не се поместува саат напред. Не, Тоа не. ви се одразува некако на... Се одразува за све. Инаку вечерва во 2 часот по полноќ потребно е да ги поместиме стрелките на часовникот за 1 час нанапред, односно да ги наместиме часовниците на 3 часот, што во пракса значи дека граѓаните ќе имаат 1 час помалку за спиење.